Струјата поскапува во просек за 7,4%, пресече денеска регулаторната комисија за енергетика. За најголем дел, односно за 99% од домакинствата, сметките во просек се зголемуваат за околу 400 денари. Ефтината тарифа, која важи од 22 часот навечер до 7 часот наутро и цел ден во недела, поскапува за 8,69%. Цените на скапата струја пак се делат во 4 блока. За првиот со потрошувачка до 210 киловат-часови цената се зголемува за 5,5%. Во вториот блок со потрошувачка од 211 до 630 киловат-часови цената има пораст за 10,3%. За третиот блок од 631 до 1050 киловат-часови цената е повисока за 18,3%, а за четвртиот со потрошувачка над 1050 киловат-часови зголемувањето е дури 138,7%. Сепак председателот на регулаторната комисија одби да ги каже цените детално во денари за граѓаните да можат точно да пресметаат колку би им се зголемиле сметките за струја. На веб страницата на регулаторната комисија има поставено калкулатор кој дава само ориентациона пресметка. Ако има потрошено некој потрошувач 1100 киловат-часови, првите 210 киловат-часови ќе се наплатат по цена за првиот блок. Од 210 до 630 киловат-часови, значи 420 киловат-часови, ќе се наплатат по цена за втор блок. Од 630 киловат-часови до 1050 киловат-часови, значи тие 420 киловат-часови, разликата се наплаќа по цена за трет блок. Од 1050 до 1100, само тие 50 киловат-часови ќе се наплатат по цената за четвртиот блок. Пресметките на Алфа покажуваат дека едно просечно семејство кое внимава и штеди струја, максимално ги вклучува уредите на ефтина струја и се лади и грее на климатизер без инвертер, од 1 јули ќе треба да плаќа околу 400 денари повеќе. Ако домакинството троши 750 киловат-часови, од кои 400 во ефтина и 350 во скапа тарифа, сега плаќа 4000 денари. Од задутре 400 киловати по ефтина тарифа ќе ги плаќа за 8,69% поскапо. 350 киловати пак ќе се поделат на 210 во прв блок по цена поголема за 5,5%, а останатите 140 киловати по цена зголемена за 10,3%. Сметката е поголема за 350 денари, а кога на ова ќе се додадат трошоците за јавно осветлување и ДДВ од 5%, сметката ќе биде уште поголема. Калкулациите на веб страницата на регулаторна се приближни до нашите. Во сметките за струја, секое домакинство одделно ќе има просечна цена на струјата, зависно од блоковите, па можностите за споредба со други семејства се сведени на минимум. Дополнително пак ќе биде наведена и посебна цена за мрежарина. Додека експертите негодуваат дека новиот тарифен систем за струја е комплициран и граѓаните нема да се снајдат во пресметките, од регулаторната комисија уверуваат дека простор за манипулации ќе нема. Инаку енергетски компании побараа значајни поскапувања. Сепак регулаторот на МЕПСО не му признал ништо од прикажаните трошоци. На МЕМО само 7%, на електродистрибуција 21% од прикажаните трошоци, а на Евана Хоум третина од побараната сума.